Направете го ова и ќе го отворите срцето на секоја личност. Во ова видео сакам да зборам за некако имам чувство дека луѓе во денешно време некако стана многу себични и некако разговорите се све еднонасочни, знаеш, они зборуваат, ти ги слушаш, зборуваат и некако не сваќаат дека со тоа самите се стануваат здоневи неинтересни за другите луѓе, знаете, онака себичноста мислам дека не во никој случај не е посакувана карактеристика и сватив дека со оваа техника сега што ќе ја зборам тука е слушете ги луѓето не себично. Ја некако обожавам пример кога ќе слушнам нешто за некој човек, ќе го прашам, ќе дадам комплимент, ќе ги кренам малку и гледам луѓе што се среќни, да речеме онака ме мислат као Кристијан ми го рекол тоа, Шемко ми го рекол тоа, да, ме крена, ми го дигна духот и сваќам дека на тој начин луѓето повеќе не сакаат кога сме несебитни, кога го даваме нашето внимание со искрена љубов кон некој човек, го прашуваме како му помина денот, што му е страст, што му е желба, која му е целта, како планира да постигне, што правел вчера, прашајте ги некои лични работи за нивниот живот, служете ги несебитно, направете им кафе кога ќе дојдат вас или купете им подарок некој што го сакале, го спомнале или нешто сакаат, вие ви текнало на тоа, па се го купиле тоа, може да е масажа, може да е ваучер за нешто друго, не знам, саунд терапи или што и да е. Некако бидете, како се вика на македонски, бидете атонирани на нивните желби и потреби, онака служете ги луѓето. Знаете кога идете во кафана или ресторан или кафиче, пример, келнерот што ве служи најдобро, ќе му дарете бакшиш, ќе сакате да дојдете повторно таму, ви го направил денот, да се чувствувате убаво, така и вие треба тој пристап да го имате кон луѓето, ако сакате да ги освоите, или ако сте пејач, ти треба да правиш музика, пејачот за публиката. Публиката треба да сака таа музика, не да го прави пејачот себично за него, он да му биде убаво, а на некој друг. Затоа реков, кога ги слушате луѓето несебитно, ќе ве сакаат многу повеќе и навистина покажете интерес и за другите луѓе, за другиот живот, стварно ќе научите многу нови работи, интересно е, ќе им дадете комплимент, ќе им го разубавите денот, а и вие ќе се осеќате добро, пошто на тој начин поголема веројатност и они да направат реципроцитет и они да почнат да ве прашуваат и некако сметам дека да можеме сами да се дружиме сами со себе, да се избориме на глас, ја тоа го правам. Ама кога ќе му удариш на некој ќе го кренеш, а тој не се осеќа добро, ќе ти биде благодарен, ќе го цени тоа. Порам за луѓе кои што го ценат тоа. И никогаш јас се осеќам доле, делно, онака не ми се прави ништо, па некој човек сака да ме крене со муаве, да ме распраша за мојот живот, да ми покаже дека јас значам, дека не дека нешто ми се потребни комплименти и така натаму, меѓутоа сепак убаво кога чуеш комплимент за нешто што си го направил, убаво кога некоја страна ќе ти каже нешто дека му се допаѓа кај тебе или ќе ти купи поклон, помислил на тебе, те прашал нешто, нека се осеќаш убаво, така да верувам дека односите треба да се базираат на реципроцитет. Океј, тоа беше кратко видео за денеска, фала ви што ме слушавте и фала ви на вашето време што го посветувате на моите видеа. Доколку сакате да работите со мене, пишете ми на Инстаграм, ќе ви испратам повратен одговор и така, се гледаме, чао.